Добар ден, почитувани новинари, почитувани граѓани. Димитар Ковачевски, премиер на Македонија, го избегнал од служувањето на воениот рок, правдајќи се со лекарско мислење дека е трајно неспособен за служење на војска. Ова е документот, извадок од евиденциона книга на Арама, објавен на социјалните мрежи. Од овој документ јасно се гледа дека Ковачевски од страна на лекари е прогласен за трајно неспособен. Ова води до два заклучока. Или Ковачевски го злоупотребил влијанието на татко му, кој тогаш бил градоначалник на Куманово и партиски функционер на СДС, и добил лажно лекарско мислење, или тој навистина е трајно неспособен. Доколку Ковачевски не лажел и не се служил со измама, тогаш ние за премиер на државата имаме трајно неспособен човек. А самата диагноза кажува дека неговата неспособност не може да се отстрани, тоест дека таквата состојба кај него е трајна, што значи дека истата може само да се влошува. Доколку Ковачевски лажел за својата здравствена ситуација, тогаш ние на чело на државата имаме патолошки лажго. Ако лажел да испегне служење на војска, правејќи се трајно неспособен, тогаш не можеме ниту да претпоставиме за што се друго би лажел. Доколку пак Ковачевски е трајно неспособен, не знаеме дали таа состојба кај него прогресирала и дали тој е целосно функционален да ги извршува државничките задачи. И во двата случаи, односно и доколку лажел и доколку е трајно неспособен, Ковачевски како премиер е опасност за државата. Ковачевски мора да си даде оставка. Македонија не смее да биде водена од премиер кој е или патолошки лажго или е трајно неспособен. Ви благодарам на вниманието.